Во ноќните часови на итната медицинска помош во Кочанскиот здравствен дом работат еден лекар, две медицински сестри и возач. Кога цела екипа составена од лекар, сестра и возач заминуваат на терен кај итен случај, во болницата сама на итната помош останува една сестра. Оставени на милост и немилост на оние кои доаѓаат таму, а со оглед на тоа што во итна неретко доаѓаат и лица во алкохолизирана состојба, персоналот бара да имаат обезбедување во текот на вечерните часови и подобрување на условите за работа. Честопати досега се случувало лица во алкохолизирана состојба да влезат во итна и да упатуваат вербални закани и навреди за вработените, при што персоналот преплашен не може да ги извршува своите обврски. Во однос на условите за работа, вработените во итна велат дека се во катастрофална состојба. Не е познато од кога не е реновирано или обновено нешто. Стари прозорци и мебел, уште постара апаратура за работа, односно апарат за ЕКГ и притисок. Персоналот своите хигиенски потреби ги извршува заедно со пациентите, каде што често се мие крв и се вршат преврски. Се жалат на хигиенските услови за работа и се преплашени за сопственото здравје. На дворешната врата, каде што се влегува во итна помош и лабораторија, е со скршено стакло, па пациентите се приморани понекогаш со сати да чекаат на ладно во ходниците, каде што дува од сите страни. Бали спомрзнаме тук. Да. Па треба да се поправи вратата, тоа треба. За да не биде толку ладно. Ние имаме потреба да вајаме на лабораторија тука. И за тоа чекаме. Сабаје што бев тука исто измознал од брат. Треба да се сменат тие врати некако или да се стават нови некои. Сабаје чината е 20 веќе, знала исто. Според мен треба да направат нешто, да преземат некои мерки. Иначе е многу гладно, и од таму промат, и од оваа страна промат. Вработените во итна кои по цел ден и ноќ ги извршуваат своите дежурства, секојдневно со страв доаѓаат и заминуваат од работното место. Прашуваат дали е потребно да се случи нешто страшно или инцидент во кој би можело некој персоналот да биде повреден, па дури тогаш одговорните лица да преземат мерки. Од менаџерскиот тим на болницата и здравствениот дом велат дека се запознаени со проблемот и дека одамна побарале од Министерството за здравство да вработи обезбедување во итна, но засега од таму не наишле на разбирање.